Професор Кјулчар, вчера во Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мистриков се одржа јавна дебата за предлогот за дополнување на Законот за употреба на македонски јазик. Дали го погледнавте законот и кои се вашите првични впечатоци? Дали е афирмативен или пак не за македонскиот јазик, односно кои се вашите забелешки, дали има простор за подобрување на текстот на законот? Па видете, од вчерашната дебата која што се одржа во Институтот за македонски јазик, на која беа присутни колегите од Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, односно од катедрата за македонски јазик, како и колеги од Институтот за македонски јазик, дипломати, членови на Советот за македонски јазик и така натаму, беше проговорено дека во овој предлог закон за употреба на македонскиот јазик имаме сите доста забелешки, кои можеби не се толку лоши, колку што би требало да се подобрат. Односно, нашите забелешки се однесува на тоа што текстот на Законот за употреба на македонскиот јазик би требало да се подобри и во таа смисла беше речено најголемиот број дискутанти зборуваа за оној дел што се однесува за формирање на одбор за лектори, кој всушност представува еден сегмент од работата на семинарот за македонски јазик, литература и култура, кој има 53 годишна традиција. Досега лекторите се избира на конкурс што го распишуваше семинарот за македонски јазик, кој што пак се наоѓа во рамките на Универзитетот Кирил и Методи, и со една ваква одредба во законот, со неколку члена се регулира формирањето на тој одбор. Практично колегите реагираа, а особено и актуелната директорка на семинарот и предходните две директорки на семинарот, дека всушност се навлегува во автономијата на универзитетот. Тоа е една од забелешките за кои беше зборувано вчера. Потоа, другите забелешки се однесува на тоа дека овој закон е во голема мера декларативен, а многу помалку облигаторен, многу помалку нормира, пропишува и донесува санкции за кршењето на законот при, да речеме, несоодветна или погрешна употреба на македонскиот јазик. Трета забелешка беше од неколку дискутанти дека овој закон како да ја става експертската и стручната јавност, македонистите како да ги става во подредена положба во однос на политиката, дека е многу повеќе се афирмира политиката отколку што се афирмира стручноста. Четврта забелешка беше дека законот за употреба на македонскиот јазик, бидејќи се донесува 3 години по донесувањето на законот за употреба на јазиците, како тој, бидејќи сега се донесува, како да се приспособува спрема она што е зацртано во законот за употреба на јазиците, кој беше и од стручната јавност овде поминат без јавна дебата, но беше доста критикуван и од правници и од лингвисти. Предвид го имам нашето писмо што го испративме 17 научници од Институтот за македонски јазик, дека пред се е неуставен. И моја забелешка, која што беше единствена во овој контекст, иако со се ово што го кажа моите колеги се согласувам, беше дека во овој закон воопшто топонимите не е регулирана употребата на топонимите. Имено во воведот од законот се спомнуваат топонимите како многу важни лексички единици и потоа истите тие многу важни лексички единици
се ставени во редот во член 9, во став 1, се ставени заедно во редот со фирми, улици, предпријатија, испишување на државни институции и во четвртиот став од истиот член се вели дека овие сите од став 1 наброени, значи топоними, патокази и така натаму, треба да се лекторираат на македонски стандарден јазик. Што по мене во една ваква ситуација, кога секојдневно сме сведоци на кршење и на уставот, во кој стои дека на повеќе јазична територија, предвид ја имам Западна Македонија, дека топонимите се испишуваат прво на македонски, а потоа на јазикот кој што е 20% во конкретниот случај на албанскиот. Ние во последно време гледаме дека на табли во Западна Македонија среќаваме само еднојазични. Значи, напишани само на албански јазик. И мислам дека овој закон во таа смисла треба да предвиди. Треба да предвиди формирање на една комисија за стандардизација на географски имиња, која што потоа ќе партиципира со својата работа и во таа толку споменувана комисија, сега кога се донесуваше Преспанскиот договор Унгеген при Обединети нации. И од друга страна би требало во овој закон за употреба на македонскиот јазик да се пропише какво е значењето на топонимите, дека тие и на глобални рамки представуваат културно наследство и дека секое сквернавање на еден топоним значи исто како да сквернавиш верски објект или историски споменик. И дека за такво нешто треба да се спроведат санкции. Во овој закон тоа го немаме. Потоа, ако го гледаме паралелно законот за употреба на македонскиот јазик и законот за употреба на јазиците, ќе видиме една голема несразмерност во која смисла. Додека овој закон за употреба на јазиците строго пропишува и нормира, нашиот закон е во голема мера треба, може, би требало и така натаму, многу ретко ќе сретнете мора или задолжително. Прилогот за начин како, значи задолжително, го среќаваме низ целиот текст само во смисла на задолжително да се лекторира текстот или називот или не знам. Во ниедна друга конотација практично во овој закон зборот задолжително не го среќавате. Го споменавте лекторирањето. Што правиме со оној дел на тоа дека секоја државна и јавна институција треба да има вработено лектори кои што ќе ги лекторираат текстовите на македонски јазик? Дали сметате дека е ова потребно? Тоа е секако потребно и јас мислам дека тоа во стариот закон, сега не ме држете за збор, мислам дека во стариот закон беше кажано дека треба задолжително да има вработен лектор во секоја државна институција, а овде не го видов тоа, видов само задолжително да се лекторира, но не и задолжително вработување на лектори, што би било навистина една многу добра работа во смисла на тоа дека ние имаме на групата на филолошкиот факултет, имаме посебна насока за лектори, имаме доста луѓе кои што ја избирале таа насока токму заради обезбеденото вработување од страна на државата, но која што на само дело ја немаме. И затоа ми се чини дека од година во година опаѓа интересот за студирање на македонскиот јазик како главен предмет, бидејќи ние тоа го немаме бидејќи тоа еве и во овој закон го немаме пропишано како некоја задолжителна обврска на државните институции, предвид ги има министерствата и сите други јавни државни институции. И затоа мислам дека би требало, ми се чини дека не го сретнав, но еве, се извинувам ако стои такво нешто, но ако го нема,
тоа задолжително да стои како член во законот. И уште едно прашање. Го споменавме и законот за употреба на јазиците за кој што и Венецијанската комисија се изјасни, односно дека овој предлог закон доаѓа во чувствителен период. Колку сметате дека како целина или како потек носењето на ваков закон е во насока на афирмација на македонскиот јазик и колку на вас како на стручна јавност ви е оставен доволен простор или не ви е оставен доволен простор за да ги искажете забелешките кои би се имплементирале во законот? Дали ви е оставен доволен простор да го разгледате и да ги кажете своите ставови? Мислам дека не. Знаете како, законот беше пуштен на НР, беше пуштен некаде 22 декември, ми се чини. Јавната расправа беше закажана за вчера, 15 јануари. На таа јавна расправа во почетокот не беше кажано дека дискусијата треба да ја сведеме секој што ќе се пријави за дискусија да дискутира најмногу 5 минути. Па потоа нешто се смени па рекоа можете и малку повеќе, но дека сите забелешки треба да ги доставиме до 16 часот. Истиот ден. На ова наше негодување веднаш реагира службеничка, правничка од Министерството за култура, која што рече дека не треба да се брза, дека забелешките што ги имаме се сериозни, дека треба подолго да се дискутира и не рече дека законот за извесно време ќе се стопира постапката и дека во тоа меѓувреме ќе треба сите писмено да ги доставиме нашите забелешки, се со цел подобрување. Да се разбереме, никој од нас, значи нема македонист во Македонија, кој што има нешто против овој закон. Но сите реагираме затоа што сакаме навистина да добиеме добар закон. Закон кој ќе нормира и ќе пропишува. Во оваа смисла сега друго нешто ми паѓа на памет, кога ги спомнувам санкциите, ми текнува дека санкциите се на законот за употреба на јазиците се несразмерно поголеми во однос на санкциите што ги пропишува законот за употреба на македонскиот јазик. Инспекторатот ја има таа улога во законот за употреба на јазиците, додека овдека инспекторатот има поинаква улога, ако може. Овде ние немаме до овој момент немаме инспекторат, имаме само неколку инспектори вработени во Министерството за култура, кои што излегуваат на терен и кои што практично ја обслужуваат целата територија на Македонија. За разлика од нив, во Законот за употреба на јазиците е предвиден инспекторат. Исто така и овој наш нов закон предвидува формирање на инспекторат, но за разлика од овој за Закон за употреба на јазиците, тој инспекторат седи во Министерството за правда, а овој наш инспекторат ќе седи во Министерството за култура. Потоа, од кога ова ни беше кажано, ние сите спокојно си се вративме дома и утрово добивам информација дека законот сепак ќе ја продолжи постапката и во текот на денов, еве сега ме најдовте сред работа, во текот на денот треба да ги испратиме нашите забелешки колку што може побрзо. Сметам дека ваков важен закон, исто како што сметав и за законот за употреба на јазиците, дека треба да се оди во редовна постапка, без притисок на време, да се вклучат таму сите лингвисти и да дадат свој придонес за подобрување. И друго нешто што сакам да истакнам, мислам дека во овој закон треба да се пропише од кога треба да почне да се изучува македонскиот јазик. Во моментов имаме ситуација дека во Западна Македонија не македонците почнуваат со изучување на македонскиот јазик од 4-то оделение. Тука би требало нешто да се стори и во оваа насока.